можеби некој видовте на Facebook или во група, денеска сакам да зборувам за една тема која што е со која што Светото писмо е преполно. И не само што Светото писмо преполно како значена тема, преполно е затоа што е тема со која што верувам дека секој еден од нас се соочува на еден или на друг начин. И ја нареков трчач и хрчак, и тоа се оние хрчаци кои што трчаат во, секој што били интересни, трчаат во оноа тркало во некаков кафес. И мислам дека те имавте, кој имаше хрчак тука кај нас или тоа беше Тунстрас има, да, Джоел имаше хрчак, и тоа се оние хрчаци кои што трчаат и уште појако и не мрдаат од место. И не знам, ако сте слични на мене, верувам дека сме сите порано или покасно во некоја таква ситуација. Имаме ситуација во наш живот, значи имаме момент во наш живот во кој што трчаме и даваме напор и сакаме да одиме напред, ама се чувствуваме како во такво некој тркал. Немаме исчекор. И јас се надам дека ова што денеска ќе го зборуваме е за тебе кој што си точно во таква ситуација. И знаете што, кога ќе кажам за тебе, не мислам дека некој е во таква ситуација, некој не е во таква ситуација. Имам животно искуство, ако можам веќе така да кажам, дека сите ние во нашиот живот имаме барем едно подрачје во кое што сме заглавени. И се чувствуваме како таков хрчак кој што трча и ни цеди енергија, и можеби, знаеш што, можеби знаеш дека имаш такво подрачје и си го знаеш подрачјето и си викаш, дојдов денеска баш да слушнам што всушност Бог има да ми даде во една таква ситуација. Како да искочам од тоа тркало? Затоа што тоа тркало на едно те исто, еден те исти проблем или предизвик во нашиот живот, целосно истоштува. Значи, мене страшно ме истоштува. Или можеби можеби сме во некоја ситуација во која што го знаеме тоа нешто и сме пробале да го разрешуваме многу пати во нашиот живот, и пак некако сме влегле во тркалото, и пак тоа тркало почнало да врти, и пак се чувствуваш како хрчак, пак се чувствувам како хрчак и си викаш, знаеш што, не знам ни дали вреди да се обидувам повторно. Затоа што пробав еднашка и пробав два пати и три пати и некако не иде целава работа. Или можеби, а тоа повторно верувам дека сме сите во една таква категорија, можеби имаме такво нешто во нашиот живот. Значи имаме стагнација или имаме предизвик или проблем за кој што можеби јас и ти не сме воопшто ни свесни. И имам тука веднаш еден совет да дам. Ако си тука денес и ако си викаш јас сум супер и се ми е супер, поразговарај со твојот најдобар пријател, поразговарај, знаете со кого? Брат, сестра ако имате, значи поразговарај со брат, со сестра, да ти кажи, мислиш дека сум ја супер и без никакви предизвици во мојот живот? Брат и сестра знаат да бидат многу брутални, затоа многу и не ќе да правиме мобед на такви теми со нив. Ако си во брак со твојот сопружник, кажи: срце, значи јас знам дека сум супер и дека немам апсолутно никакви проблеми, ама ќе биде ли проблем ако ти мене ми кажеш нешто што можеби ме гледаш дека цело време го повторувам и тебе и можеби тебе ти пречи и можеби на другите. Знам дека не ти пречи, знам дека нема таква работа. И одвоите едно 4 сата веројатно предавање на таквата тема. Значи верувам дека сме сите и зошто искрено секојдневно имам интеракција со Библијата, затоа што е релевантна книга. Книга која што зборува токму за вакви нешта. Значи, првото мој изненадување во однос на Библијата беше токму тоа. Јас имав впечаток дека Библијата е мистична книга, дека само ни зборува за некакви тајни и длабочини, и се изненадив кога сватив дека Библијата зборува за мене и на мене сега и во еден контекст на мој реален живот. И така денеска сакам да позборуваме за следново. Кои ресурси нас Бог ни ги дава? Кои ресурси мене и тебе Бог ни ги дава да излеземе од таквото тркало? Да надминеме ситуација, да надминеме проблем, да надминеме нешто што Библијата го нарекува грев, избор кој што реално не е ич популарен денес. И знам дека ова е непопуларно кога ќе кажам грев, ама гревот што значи, што е грев ако не е пракса во нашиот живот која што не оддалечува од Бога и не оддалечува од нашите блиски. Тоа е грев. Значи тоа не е некој средновековен концепт. Значи тоа е момент во кој што на пример ние лажеме и заради нашето лажење, односите со другите луѓе нас ни страдаат. И кога Бог сака нас да не ослободи од грев, всушност не е тоа некаква мистична категорија, него е многу реална категорија, реален момент во нашите животи кој што едноставно не е по Божја замисла и за кој што Бог знае дека ќе ни донесе само несреќа и уништување.
Прво нешто кое што сакам да кажам, а ќе зборувам за три нешта кои што ни се дадени како ресурс. Три нешта кои што Бог ни ги дава како ресурс. Првиот ресурс, дури не е ресурс, првото нешто е Бог самиот. Едно ветување кое што јас го слушнав пред многу години, луѓе ми го кажаа ова ветување и всушност ова ветување е основата на промената која што секој од нас може да искуси преку живот со Бога. Едно послание во Новиот Завет, се вика послание до евреите, во 6 стих, 11 глава, 6 стих можете да отворите Библии, можете да отворите Библии на вашите телефони. А можете да отворите телефони, да си бидете на Facebook и да изгледа тоа дека сте вие на вашите Библии. Значи имате поише опции. Значи тоа е послание до евреите, 11 глава, 6 стих. Слушнете го добро. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. Кога Библијата нас не открива кој е Бог, ни зборува за Бог кој што во ниеден момент не е индиферентен на наша ситуација, животна ситуација. Каква и да е таа ситуација? Јас сум растен со некаква слика за Бог, дека Бог е некаде далеку на небото и дека од таму некако ме посматра и дека гледа, ако нешто лошо направам, дека неговата главна задача е да ме казни. Тинејџери, немојте да мислите дека Бог е баш како вашите татковци, кои што сакаат, нема и само да ве фатат, ви речат, ај сега не се врати на време или не направи ова или не направи ова. Значи, понекогаш ние како татковци оставаме погрешен впечаток за Бог. Бог сака ред, Бог сака да не изведе напред, ама многу често не со нашите неспретни методи кои што ние како татковци ги користиме. Значи, јас имам некоја таква слика дека Бог е како некој татко кој што само сака да ме ограничи и да ми даде многу мал простор. Целата Библија зборува за Бог кој што едва чека да влеземе во живот и да влеземе во заедништво со него. Едва чека. И како што вели тука во 6 стих, кога веруваме дека тој постои, кога веруваме дека тој се открил во Исус Христос, тој ги наградува оние кои што го бараат. Ги наградува. Значи не со награди, како на некој македонски квиз, нели, еве се имаме тука ова или оноа, награда, клучната награда е всушност тоа дека тој нас ни се открива и тоа што тој нас ни дозволува нешто што за мене најфасцинантно. Едно од најфасцинантните работи. Дури се чудам како немаме на овие силни канали на телевизиски нешто што е фасцинантно, нешто што е глобално присуство, а тоа е молитва. Не постои, јас барем не сум запознал човек од било која култура, од народ, од држава, од што иде, да нема една или друг начин на молитва, на обраќање кон Бога. И овој Бог, значи, не само што не наградува не знам со работи кои што можеби ние ги сакаме, клучно нешто е што Бог нас ни дозволува ние да му се обратиме. Да му се обратиме. Да му се обратиме слободно. Јас имав проблеми и со таквото обраќање кон Бога. Мислев дека за да му се обратиш на Бог, за да се помолиш, ти треба да бидеш поет, барем да бидеш претендент за некаква награда за струшки вечери на поезија и многу живописно да се изразуваш, и тогаш Господ вика, и тогаш Бог ќе каже: леле, какви комплименти ми даде овој човек, какви комплименти ми даде Никола, и како да не утишам оваа молитва кога со толку придавки, со толку метафори, че така се изрази за мене да едноставно не можам да не му ја одговорам оваа молитва. И се изненадив, морам да признам, прв пат кога читајќи Библија, молитвите многу често, нашите молитви се кога сме во опасност или кога сме под стрес или кога имаме некаква реална потреба, ние го кажуваме тоа што е во нашето срце. Кој има време во такви ситуации да се подготвува и да смислува некакви прецизни и, како да кажам, раскошни молитви. Така да, прво нешто кое што сакам да ви кажам е следно. Прв ресурс, значи Бог е клучниот ресурс, ама тоа што Бог нас ни го дозволува е јас и ти да дојдеме пред Него со нашите потреби. Ако сум јас денес, ако ја денес верувам во Бог, ако верувам во Исус Христос денес, верувам заради тоа што почнав да се молам пред многу време. Луѓе ме охрабрија. Кога си вика, па ја не можам да се молам, луѓе ми рекоа, знаеш што, почни да се молиш, почни тоа што ти е внатре во твоето срце да му го изразуваш на Бог.
И во моето срце, како и во сите ваши срца, имаше мешавина на радост и требаше да му кажам фала, имаше многу работи кои што мене ме притискаа во тоа време. Зборам пред многу години. Не дека сум многу стар, ама тоа беше пред многу години. И почнав едно од најослободувачките моменти беше тоа, кога ми кажа обрати му се на Бог како што му се обраќаш на некој твој близок, на некој твој пријател, на некој твој татко. Затоа што Бог во Библијата е опишан како наш небесен татко. Како наш пријател кој што сака да ги слушне нашите молитви. И знаете што, фасинантното беше тоа што јас имам можност, некој ми каже дека имам можност да му се обратам на Бог, уште пофасинантно беше следното, дека Бог ги слуша и ги услишува тие молитви. Верувам една работа. Не може човек да има вера во Бог без да има таков однос со Бог, молитвен однос со Бог и без една молитва, барем молитвена потреба, нешто што не мачи во нашиот живот да му го изнесеме и тоа да биде услишано. Ако се свртам наназад во мојот живот е серија на молитви кои што Бог ги има услишан. Имам и неуслишани молитви. Значи не е ова не сме ние црква гаранција као ти само дај ни ги тука твоите молитвени потреби и Господ ќе ги одговори. Ама можам да кажам една работа. Во клучни моменти во мојот живот, како што и сега, целата ситуација со мојата сопруга, во клучни моменти тој никош нас не нема оставено и не нема заборавен. И има нешто во тој однос, во тие молитви кои што јас не можам до крај да го разберам. Мислам дека ниеден човек не може до крај да го разбере. Ама постои Божјо делување, постои Божјо услишување на тие молитвени наши потреби или на тие наши молитвени извици понекогаш се, кога е тешка ситуација. Никој не се моли, како да ви кажам, мислам, барем ја не се молам, ќе седнам, да тоа се извици кон Господ. Боже, помогни, Боже, имаме ваква ситуација, Боже, отвори пат, отвори граници, услиши ги овие наши потреби. И Бог ги слуша. Можам, искрено ќе ви кажам, можам со сати да ви зборувам за конкретни, услишани молитвени потреби. И оно што е можеби најфасцинантно за мене се молитвите кои што се однесуваат токму на ова што го зборувам денеска. Кога сум хрчак кој што трча во едно тркало. Знаете што е мојата белја кога сум во таква ситуација? Аз сум бил редовно во такви ситуации. Нема излез, безпомошен сум. Чувство на безпомошност. Си викам, знаеш што? Нема излез. Ги гледаш веројатно тие решетки како што ги гледа тој хрчак и се мачиш и си викаш ако запнам повеќе. И можеби денес си истоштен или истоштена во однос на таква твоја ситуација во твојот живот и си викаш, знаеш што? Преку глава више од се. Тоа што за мене е најфасцинантно е што Бог не само што ги слуша како некој, да го наречам, вселенски административец, па сега ќе ги нотира. Никола, вашата молитва е нотирана. Имаме сега тука архивски број, си се помолил на ден 23 август. Бог живо ги слуша нашите молитви и одговара и ги менува нештата во нашиот живот. Можеби најфасцинантно нешто е кога Бог ги менува, кога Бог го менува моето срце. Кога во него се наталожило нешто кое што едноставно е зло и грев, и се бориш и си го знаеш и го знаат блиските околу тебе и можеби, како да кажам, цупкаат околу тебе, никој не ти го спомнува, ти си го знаеш, они го знаат, ти можеби си пробал или си пробала тоа да го менуваш. И тоа е според мене состојба од една страна на очај, на безпомошност, ама Бог вика токму такви ние треба да доеме ке Бога. Една погрешна представа што јас ја имам во мојот живот и долги години како да кажам, страдаше мојот однос со Бог заради тоа што јас имав еден ваков став. Значи Бог е добар и сега ја треба прво да се средам, прво се да биде како што треба во мојот живот. Тогаш јас ќе се вратам кај Бог, тогаш јас ќе почнам со него, нели, фино исчеслан, среден, испеглан и тогаш ќе речам Боже, еве сега се средив, како си дали си добар. Значи, тоа е тотално не библиски став, како да ви кажам. Бог и Христос, еден стих морам да ви кажам, вика вака: дојдете кај мене сите уморни и обременети и најдете одмор кај мене. Значи тоа е Божјиот повик. Денес јас и ти со нашите бремиња во молитва да дојдеме кај него и да му дозволиме тој да се погрижи за нашите потреби.
И морам да кажам 3 работи. Сум имал 3 вида на искуства во однос на молитвата. Понекогаш Бог по негова промисла директно делува во мојот живот и одредени нешта биле тргнати, значи без некако јас да имам некаков напор. Тоа морам да го кажам. Ама многу често кога ќе се помолам за една таква хрчак ситуација, Бог ми праќал или луѓе или ме ставал во одредени контексти каде што сум можел да исчекорам напред. Или луѓе ми помагале да одам во следната фаза и за тоа ќе зборувам малку подосна, или во даден контекст. Ама молитвата е основното нешто. Бог кој што ги наградува тие кои што го бараат, Бог кој што им се открива на тие кои што го бараат, и Бог кој што мене и тебе не повикува во молитва да ги кажеме нештата, и верувајте ми. Значи не знам како ова по-јасно да го кажам, повеќе да го акцентирам. Моли се за твоите потреби, моли се за потребите на твоите ближни. Пред многу години, кога прв пат ми кажа да се молам, јас си викам, луѓето се луди, значи оваа екипа се луди, ова е 20 беше тогаш век, какви молитви, што е молитва? Молитва ти е кој ќе направиш 80 и кусур години и никој не те сака више дома и сега ќе идеш у црква и тамо ќе се скриеш во некој ќуш и ќе си речеш ајде се помолив денес. Предизвикот да се молам беше неверојатен. И Бог не веднаш, не по некој жетон принцип, јас се помолив, Бог одговори. Се молев за одредени работи и Бог почна да ги слуша, да ги услишува и да ги одговара. Ја бев фрапиран и фасциниран. Апел до сите вас денеска собрани овде. Имаме луѓе што ни недостасуваат, ама тие што сме тука, верувајте ми, апел да се молиме и нашата ситуација, нашата стагнација, нашиот од во место или трчање во место да му предадеме на Господ. Можеби е тоа твоја карактерна особина, која што ти више не можеш да поднесеш и никој друг не може да поднесе. Можеби ситуација здравствена, можеби ситуација финансиска, можеби се станува збор за твоето семејство, за деца или за сопружник, за пошироко семејство. Молитва, Бог ги слуша нашите молитви. Бог ги слуша нашите молитви. И она што Бог ни прави од друга страна и нешто што е многу важно. Не повикува само ние да се молиме, туку ни дал Библија или Свето писмо, како сакате наречете, со која што не оставил да не талкаме во однос на тоа кој е Бог. Еве ќе ви кажам зошто е тоа така. Многу често луѓе застануваат во нивниот живот со Бог од една причина. Се посветуваат на молитва, изразуваат свој како да кажам, молитвени потреби на Бог, ама во исто време не знаат точно кој е Бог и не знаат точно кој е неговата волја, која што тој веќе ни ја открил. Библијата, што е Библијата ако не е таква Божја волја за нашиот живот? Што тогаш се случува е, ние можеме да продолжиме со молитва, ама ние реално нема да знаеме кому се обраќаме и нема да знаеме реално кој тип на молитви Бог вика, да, сакам вака се молите, и можеби постојат молитвени потреби кои што Бог едноставно нема да ги одговори. Не затоа што е тој арбитрарен, па сега ова ќе одговарам, ова нема да одговарам. Ова е заради тоа што Бог за мене и за тебе сака добро во нашите животи. И морам да кажам една работа. Проблем во моите молитви било и фрустрација било кога јас сум мислел дека одредено нешто е добро и најдобро во мојот живот и кога Бог вика не. И си викам, добро, јас Боже проценив, ја ти кажав што треба да менјаваш, се ти повторно трпение и продолжување. И секојдневна интеракција со Библијата, затоа што само таа нас може да ни даде параметри точни, само таа нас ќе ни ги пренесе сведоштвата на луѓето кои што го оделе овој пат со Бога и со Христа пред нас. За ние, народски кажано, да не измислуваме топла вода во 21 век. 21 век, откако Христос дошол, ние се повторно да измислуваме а кој е Христос, а што тој сака. Не, тоа е, како да кажам, тоа е веќе запишено, тоа е веќе сведоштво на црквата толку многу време. И ќе направиме грешка. Ако Библијата не ја земеме редовно и во секојдневна интеракција. И сакам да ви кажам уште едно нешто. Ви мене ме гледате со оваа Библија, јас се сакам оваа Библија, ама како што знаете, ние имаме и библиска апликација. Не мора да имаш ваква Библија, можеш да имаш на телефон. Таа се вика YouVersion или Bible.com, може да се ја симнете на ваш смартфон. Таму ја има цела Библија, значи Стари Нов Завет, имате планови за читање на Библија и ако сакате, вие тоа го знаете,
секојдневно ние како црква читаме по една глава заедно, можеме да искоментираме или можеме и да не искоментираме, ама тоа е една пракса која што ја имаме. Така да денеска Библијата е многу достапна, ништо повеќе не ви треба од дали е тоа Apple Store или е Google или како се каже другиот стор, другата продавница, симнете bible.com, ќе имате на телефон. С телефоните секаде ги носиме и мислам дека највише се потресуваме, леле телефонот го заборев. Тој е предвестник на крајот на светот. Леле телефонот ми го нема. На тој исти телефон можеме да имаме Библија и веќе да започнуваме да учиме кој е Бог и кој е неговата волја за нашиот живот. Понатаму, значи молитва, Библија, молитва како извор, водич Библијата, третото нешто што сакам да го спомнам е црквата. И морам да кажам дека за мене црквата е основно нешто. Ние сме црква и ние живееме како црква и ние тоа е контекстот во кој што Бог сака јас и ти да излегуваме од такви ситуации на трчање во место. И морам да кажам едно нешто. Ако сум исчекорил напред во мојот живот, ако сум направил чекор 2 напред, тоа било затоа што Бог ми дал луѓе во црквата кои што се молеле за мене, кои што со мене заедно поминувале низ тешки периоди, луѓе кои што директно ми зборувале во мои ситуации и сум можел да одам напред. Сме можеле заедно да се потекнуваме. Затоа што видите, црквата е од Бога создадено тело кое што треба да биде динамично и кое што има мисија. И има мисија во однос на сами нас, а таа мисија е ние да го љубиме ближниот во контекст на црквата и реално да покажеме грижа и љубов едни за други. И второ нешто, црквата има мисија таквиот живот да го понуди, да ги покани луѓето кои што се можеби во моментов размислуваат или веќе почнале да чекорат со Бога, да ги покани тој живот заедно да го живееме. Тоа е црквата. И затоа црквата и ние како црква се собираме секоја недела, се собираме еднаш неделно, барем еднаш неделно, имаме други состаноци, но се собираме заедно за да можеме заедно не само, како да кажам, да испееме песна или да слушнеме тој што зборува, што ќе зборува, туку дури денеска ми е до некаде драго што пола сат доцневме да се прашаме како сме, во нашите животи, да се прашаме што можеме да направиме едни за други. Тоа е црква. Тоа е црква. И во посланието до Ефесијаните Павле вели вака: и тој постави едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители, четврти за пастири и за учители, за усовршување на светиите во делото на служењето, за изградувањето на Христовото тело. Сакам овој стих да приметиме неколку работи. Тука се спомнати неколку функции внатре во тоа што значи црква и се укажува на тоа дека во 12 стих за усовршување на светиите во делото на служењето, за изградување на Христовото тело. Да се биде дел од црквата, да се биде дел од Божјото царство, не значи ние да си ги решаваме нашите проблемчиња и да кажеме мене ми беше тешко, до денеска сега ми е фино и сега јас си завршив работа. Ние сме повикани да бидеме поддршка едни на други. И ние сме повикани да бидеме поддршка во контекст на црквата. И сакаме да ти кажам една работа. Кога јас и ти, кога Бог нас не ослободува од нешто, кога ние правиме пробив во нашиот живот, кога ние правиме ичекор во нашиот живот, многу често нашата човечка тенденција е, знаеш што, да не кажам македонска тенденција, јас си завршив работа, сега ми е подобро и сега можам да си идам, дајте ми отпусна листа. А што е со тој што е до тебе денеска и кој што денеска поминува низ тешки ситуации, што е со оној кој што е денеска во едно такво тркало и се мачи и знаете што? Ние викаме македонците, ние сме многу отворени, не сме многу отворени. Ова ви го кажам како пастор на оваа црква, затоа што веројатно разговарам со сите вас и знам повеќе работи. Едно е ние да кажеме како си добар сум и окей сум и се ми е добро во животот. Сосема е друго да седнеме со некој и да го прашаме стварно како ти стварно во твојот живот. Во Македонија сите добри. И на крај сите пукаат по сите шавови. А сите сме добри, така. Како си супер сум, добар сум. Како ти да, супер, све ми е супер. И малце ако сме внимателни, малце ако посветиме време едни на други, ќе сватиме дека
Сите ние сме барем во едно подрачје далеко од добри или барем во едно подрачје имаме сериозен момент. Со кој што се соочуваме и за кој што ни треба поддршка, Божја поддршка, ама и поддршка на луѓето кои што се дел од црквата. И знаете што, јас ова не ги минимизирам ваши родители кои што ви помагаат во такви ситуации, или ваши пријатели, или роднини, не знам, твојот браточет или брат, сестра, ама сакам да ви кажам дека има нешто кое што е за мене лично посебно. Кога луѓе кои што го следат Бог и кои што ги знаат овие принципи и овие вредности, ти укажуваат на тоа што и како би можел да излезеш ти од одредена ситуација. И затоа Бог нас не повикува да бидеме дел од црква. Да бидеме дел од црква. И сега го гледам како Максим го ставаат. Максим е нас најмладиот член на црквата. И ние каде да се собираме, си ги сакаме децата. И вие знаете дека никош не е проблем дете да плаче, напротив, дај Боже, многу деца да плачат на нашите богослужби. А? Како? Ти имаш проблем. Слушате дека Бојан има проблем, ќе се молиме за Бојан, нели за тоа збори. Он е се заглавен изгледа. Знаете како? Мајките све прават, а ние татковците сме многу, нас ни е многу тешко што сме татковци. Така да ќе се молиме, брат, и ќе видиме за. Ама знаете, Максим, ние ќе го принесеме. Ние имаме една форма на принесување. Можеме да го принесеме дури следната недела, да го принесеме тоа што значи. Да се помолиме за него и да кажеме како црква дека ние се радуваме што тој е роден, што е вака грлат, што е тука помеѓу нас. Кога имате крштевки за деца, баш сакам да видам како тоа изгледа. Нашата црква нема крштевки за деца. Нема, заради тоа што ние веруваме дека човек треба прво да поверува, да има содржина во својата вера и дури тогаш да се крсти. Значи не е ова заинат на било кои други цркви кои што крштеваат деца, ама ние нашето читање на евангелијата, нашето разбирање на заповедите Христови дека луѓе треба да поверуваат и дека врз основа на содржина на вера треба да исчекорат напред. И еве, ако можам да спомнам, имаме некои кои што не се крстени, значи имаме деца кои што не се крстени. Зошто? Заради тоа што ние сепак оставаме едно дете во поголема барем возраст да биде бар над 3-14 години, самото тоа да изрази желба дека сака да биде крстено и врз основа на реална вера ние како црква да бидеме сведоци. Немаме автоматизам, ама тоа што имаме е, како што за малите наши бебиња, тоа е таква една молитва. И всушност, ова се што малку го кажав, следниот пат, ако имате некој кој што ве прашува, а зошто вие не крштевате мали деца? А зошто вие не крштевате мали деца? Следниот пат ќе зборуваме баш на таа тема. Зошто ние не крштеваме мали деца? Под мали подразбирам деца кои што се уште на возраст во кој што ниту комуницираат, ниту можат било каква вера да изјават. И преку тоа ќе позборуваме за крштевање, за она што значи крштевање во евангелијата, онака како што Јован Крстителот го практикуваше и онака како што Исус Христос го практикуваше и го заповедаше. И затоа сакам тука некаде да привршам. Овие ресурси кои што ви ги напоменав. Значи ова не е моја брилијантност, ја најдов 3 ресурси и сега ви ги кажувам. Значи ова се стари ресурси и ова се проверени ресурси. Молитва. Моли се со сето она што е дел од твојот живот, со било кој проблем кој што за тебе можеби е нерешлив. Ако нешто сакам во Библијата и во овие сведоштва за Бог, Бог е Бог кој што решава нерешливи работи. Од прва книга до последна книга, Бог е Бог кој што решава нерешливи работи. И знаете што? Понекогаш ние си играме богови со тоа што си викаме, мене ово ми изгледа нешто нерешливо, ја не можам да го решам, заклучок Бог не може да го реши. А тоа се нашите, како да кажам, големо самозалажување. Што и да имаш во твојот живот, Бог може да го реши. И понекогаш треба време, понекогаш начинот нема да биде таков како што ти сакаш, ама Бог не повикува да се молиме. Второ нешто, ви спомнав еднаш, ќе ви спомнам повторно. Библија. Ако сакате во хартиена форма, ние како црква подаруваме Библија на луѓе што сакаат
да читаат Библија. Зошто? Затоа што веруваме дека ова е најзначајната книга која што воопшто е напишана и која што постои во човештвото. Значи, ако сакаш хартиена, можеме да ти подариме, било кој што нема, можеме да дадеме. И од друга страна, bible.com, телефон, апликација, дури можете да направите да ве буди со одредени текстови од Библијата. Значи имате многу опции. Библијата преку која што ќе дознаеш кој е Бог, ќе дознаеш кому се молиш и како тој ги одговара молитвите. И трето нешто, повик до сите нас, да живееме заедно со Бог, да градиме близко со Бог, но и да градиме живот едни со други. Затоа што нашиот став кон Бог, нашата љубов кон Бог, нашата посветеност кон Бог се гледа од нашата посветеност на луѓето околу нас, нашата посветеност на црквата и на луѓето што можеби од кој да е причини не се дел од црквата. И јас верувам едно нешто. Денес ова што го зборувам, можеби за повеќето од вас не е нешто ново. Работата е во следново. Не е ново, ама секогаш ми треба потсетување, секогаш ми треба уште еднаш да се потсетам дека ваков, дека имам ресурси и дека не е тоа, дека животот не е само македонски очи во кој што леле, аман и аман. Туку дека има исчекор. Дека има напред. И знам едно нешто. Ова го знам, ова сум целосно уверен. Ако почнеме да се молиме, дури од денес, ако почнеме да читаме Библија од денес, ако од денес ние се приближиме до луѓето, до црквата, нема да помине многу време во кое што и јас и ти ќе кажуваме реални и сериозни сведоштва за тоа како Бог делувал преку кое што тој ни ветил дека ќе делува. Преку неговото присуство, преку молитвата, преку обликување, преку Светото писмо и во контекстот на црквата. И јас сакам тоа денес да биде нашето финале, тоа да биде оно со кое што ние денес ќе завршиме. Молитва, Библија и црква. Молитва, Библија, црква. Кои се трите ресурси? Молитва, Библија, црква. Трите ресурси кои што Бог ни ги дава да излеземе од криза: молитва, Библија и црква. Храбрејки се и навивајки еден за друг и радувајки се на победите кои што ќе ги доживееме. Што Бог е голем. Амин.